Во собранието е констатирана оставката на заменик министерот за образование Лулзим Алију во почетокот на денешната 84-та пленарна седница. По получасовната пауза, пратениците го усвоија дневниот ред на оваа седница, на која има 4 точки, од кои 2 се изгласани денеска. Донесена е одлука за кадровска промена во Националниот совет за евроинтеграции, каде што сега влегува новиот министер за европски прашања Беким Сали на местото на неговиот претходник Орхан Муртезани. По завршувањето на амандманската расправа во Комисијата за социјална политика, демографија и млади, собранието ги донесе и измените и дополнувањата на законот за посебен регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија. Со измените кои го поминаа второто читање од постапката, се усогласуваат одредбите на овој закон со измените на Кривичниот законник од 2023 година во делот кривични дела против половата слобода и половиот морал. Со донесените измени се одредуваат институциите кои се непосредно одговорни за примената на законот и постапките во делот на доставување на потребните податоци кои треба да бидат внесени во регистарот што го води Заводот за социјални дејности. По усвојувањето на оваа точка, претседателот на собранието Африм Гаши ја прекина седницата и најави дека таа ќе продолжи утре во 11 часот. Од дневниот ред преостана да се ратификува дополнителниот протокол кон Конвенцијата за договорот за меѓународен патен превоз на стоки за електронски товарен лист, усвоен во Женева на 20 февруари 2008 година. Оваа конвенција ги стандардизира правата, одговорностите и обврските на страните вклучени во меѓународниот патен транспорт, вклучувајќи ги испраќачите, превозниците и примачите. Во тој контекст, Европската комисија ја поддржа потребата за прифаќање и користење на регулаторни електронски податоци за товарот во текот на транспортот. Регулативата за електронските регуларни информации за товарен транспорт има за цел да воспостави електронска размена на регулаторни информации меѓу бизнисите и надлежните органи, поради што и се наметна потребата од дополнителен протокол на Конвенцијата подпишана уште во 1956 година, а кон која нашата земја се приклучи во 1997 година. Во рамки на оваа седница треба да се разгледаат и измени и дополнувања на Законот за здравствена заштита, предложени од левица по скратена постапка. За предложените измени, утре во 10 часот ќе расправа матичната комисија за здравство, како и законодавно-правната комисија. 80 пратеници на денешната седница гласаат за дополнување на дневниот ред со предложените измени на Законот за здравство. Предлог законот предвидува при вработување на здравствени работници да бидат избрани најдобрите кандидати кои ги исполнуваат условите, со што на директорите на здравствените установи практично им се одзема дискреционото право при изборот на кандидатите за вработување. При утврдувањето на дневниот ред не доби доволно поддршка предлогот на група пратеници од СДСМ за донесување по скратена постапка на измени и дополнување на Законот за административни службеници. Со предложените законски измени се предвидува усогласување на оваа регулатива со Законот за собрание. Не беше изгласан ниту предлогот на претеничката група на левица за дополнување на дневниот ред со измени и дополнувања во Законот за работни односи по скратена постапка. Координаторот Оливер Спасовски најави дека претеничката група на СДСМ нема да присуствува на продолжението на 84-та седница, откако претседателот Гаши го одби барањето за дополнување на дневниот ред и со предлог законот за минимална плата. Гаши појасни дека ова законско решение ќе биде ставено на дневен ред на следната седница откако ќе им биде доставено на претениците.